Директно со Прва Скопска. Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение кое што обезбедува бесплатна правна помош. Па од тука обезбедуваме бесплатна правна помош и во случај на прекршување на работнички права. Мора да истакнеме како здружение кое што обезбедува бесплатна правна помош и како здружение за човекови права се имаме барања за бесплатна правна помош кои што се однесуваат на прекршување на работничките права. И она што ние го правиме е секако да поднесеме представка или барање за информации до релевантните институции, во случајот трудовиот инспекторат. Имаме случаи на мобинг на работно место, секако имаме случаи на судски постапки за мобинг кои што ги имаме мониторирано во минатото, така да, секако. Па би кажала дека во еден дел стравот може да влијае во однос на непријавување на мобинг, но и недоволните информации кои што ги имаат работниците. Па така да во овој дел би посоветувала и би укажала да секогаш кога се соочуваат со одредени нерегуларности или неправилности и прекршување на права од работнички права, да не контактираат нас со цел да може да ги советуваме и упатиме на до вистинските институции. Па сите истражувања укажуваат на тоа дека не, да има посебни директиви во европското законодавство кои што се однесуваат на еднаква плата за еднаква работа и токму тоа е целта да за иста работа исто се платени и мажите и жените. Може секако да се каже секогаш дека има случаи каде што и жените и мажите во одредена мера се и на одредени позиции се исто платени, не дека тоа секогаш не е така, но доколку ги гледаме истражувањата, да, можеме да кажеме дека имаме разлика во плаќањето помеѓу мажите и жените и мажите се оние кои што имаат повисоки примања од жените. Во некои случаи и некои примери може да се укаже дека е пречка, дури има и огласи за работа каде што се укажува на тоа дека се бара жена која што не планира да се оствари како мајка, односно да роди дете со цел да не отсуствува од работа со раѓањето на детето. Па секако трудовиот инспекторат е институција која што цела има да се однесува да постапува по пријави за прекршување на права, така да доколку пријава трудовите инспектори излегуваат на терен, прават инспекциски надзор и од тука донесуваат одредени препораки за тоа што треба да се унапред, односно што треба да се смени, а во случај на потреба може и да изречат одредена санкција. Но овде само да истакнам овој дел на кратко дека секако дека и судската заштита во однос на прекршување на работнички права им останува да ја искористат работниците кои што се соочуваат со вакви прекршувања. Морам да кажам дека навистина е позитивно тоа што во Шпанија го вовела ваквото право, но имајќи во предвид ситуацијата во која што живееме и општеството во кое што живееме, сметам дека сме далеку од тоа да ние можеме да го воведеме ваквото отсуство, особено во услови каде што кај нас има голема менструална сиромаштија со кое што се соочуваат жените, така да би требало да тргнеме прво од основното, а после да бараме некои дополнителни права како менструално отсуство.
нашето законодавство има одреден задолжителен дел кој што треба да го користи мајката по раѓањето на детето на породилно отсуство, но потоа може да го искористи и другиот родител по родилното отсуство. Праксата покажува дека тоа не се случува никогаш, така да мајките се тие кои што го користат породилното отсуство. Имаше во предлог новиот закон за работни односи и предлог измените во однос на породилното отсуство беа предложени измени да и таткото има задолжителен дел кој што ќе може да го користи како породилно отсуство по раѓање на детето, освен мајката, и да може да го поделат породилното отсуство, но овие измени не стигнаа ни до собраниска процедура, така да законот за работни односи се работи веќе повеќе од 10 години и се уште не е донесен, па се надеваме дека ќе лобираме и ќе застапуваме за овие измени да се вклучат во новиот закон за работни односи. Фемицидот мора да истакнеме дека се повеќе фемициди се случуваат во нашата држава, тоа само укажува на тоа колку не функционира системот. Грешките. Не можеме ние да кажеме дека имаме лош закон за спречување на насилство врз жени и семејно насилство. Мора да истакнеме дека законот е нов и е во согласност со европското законодавство, но имаме проблем со негова имплементација, па од тука би кажала дека дека проблемот е системски и дека и на тој начин треба да се третира, на тој начин да пробуваме да го решиме, односно да сите институции постапуваат со должно внимание, што кој принцип го налага и самиот закон, и да речем во прв план ја стават жртвата при секое нејзино пријавување, а сите ние сме тука должни да им дадеме доволно, да речеме, храброст на жртвите да пријават и да излезат од кругот на насилство во кој што живеат. Тоа е прашање кое што нема едноставен одговор, би рекла. Морам да истакнам дека токму и за тоа постојат оние законски одредби кои што се однесуваат на квоти, баш со цел зголемување на бројот на жени во политиката и достигнување на некоја илузија, нели, односно цел на родова еднаквост, која што ние имаме проблем да ја достигнеме како општество. Еве во последно време можеме да видиме дека како ги објавуваат кандидатите за локални избори за градоначалници, има само една жена досега објавено, така да тоа укажува на малата застапеност на жените во политиката и на потребата на поведување на вакви афирмативни мерки како што се квотите со цел да го зголемиме бројот на жените во политиката. Па мораме да кажеме дека жените се соочуваат со поголем број на предизвици и прекршување на права во однос на мажите во овој дел, особено имајќи ги предвид бројките на семејно насилство и она што укажува и на родово базирано насилство и на она што го укажува овој системски проблем, така да доколку треба да одговорам едноставно би рекла да, но во секој случај треба да имаме предвид дека државата треба да застапува и да води политика која што се однесува и ќе значи афирмирање на жената во општество и стигнување на еднакво ниво со мажите, односно постигнување на родова еднаквост за која што се залагаме.